Добро утро. А во денешната петочна општествена сцена, наша гостинка е Марина Костова, долгогодишен новинар, наша колешка, филмски критичар, членка на Меѓународната асоциација на филмски критичари ФИПРЕСЦИ. Па Марина, да, доколку се слушаме, здраво и благодарам што се вклучи во денешниот утрински брифинг. Здраво и добро утро. Да, сакав да поразговараме малку за филмскиот свет, за тоа како филмските фестивали се одржуваат, бидејќи ти ги следиш. Еве сега веќе почнува таа сезона на филмски фестивали, после Санденс во јануари следуваат нели Ротердам и Берлин, а за Ротердам особено бидејќи ти долго време известуваше токму од овој интересен фестивал. Па како таму ги уредија, да речам, тие фестивали, за да сепак се одржат и за да сепак нели се движи работата? Па, изминатава година беше најтешка не само за филмската индустрија, туку и за светот воопшто. Да. Фестивалите не беа изземени од тоа. Многу фестивали се одложија лани или се одржаа во некаква полухибридна форма. Всушност единствениот во физичка форма што се одржа беше венецискиот, ама тој е некаде во август, септември. Оваа година Санденс беше онлайн, Ротердам е исто така онлайн. Берлинале ќе биде во два дела. Првиот дел ќе биде само за жирито, ќе се прикажуваат филмови само за жирито во киносала, а физичката форма на фестивалот ќе биде дури некаде во јуни. Кански фестивал се одложи за јули и тоа сите се под знак прашање. И сега Ротердам е исто така онлайн и во многу потешка положба беше бидејќи оваа година обележува 50 годишница од постоењето. И можете да замислите колку е тоа страшно и ужасно кога не знаеш до последен момент какви ќе бидат протоколите, бидејќи ситуацијата се менува од ден во ден. Всушност, наоѓањето на филмовите е најлесната работа. Филмови секојаш ќе се најдат, има стотици, дури илјадници се пријавуваат за овие големи фестивали, меѓутоа форматот да се дефинира е страшно. Во Ротердам оваа година значи ова онлайн издание е некаков исто полухибрид, бидејќи оваа година онлайн ќе се прикажуваат филмовите, а во физичка сега, до 7 февруари, а во физичка форма некаде во јуни се надеваат дека ќе успеат во кино да ги прикажат. Но фестивалот е таков да постојано наоѓа инвентивни начини за електронска комуникација и уште предходно, уште пред да биде пандемијата. Така што тие успеваат некако да го направат настанот да постои, да биде жив, да постои таа комуникација која што меѓу луѓето е всушност битна. Затоа што еден фестивал не се само филмови, клучно е настанот, клучно е да се луѓето тука, да се дружат, да зборуваат за филмовите, да разговараат, да се сподели мисла и така. Така што не беше ова лесна година. За мене лично можам да кажам дека ми беше откритие затоа што прв пат учествував во онлайн жири. И тоа дури две онлайн жирија минатата година на ФИПРЕСЦИ, жири на критиката. И беше многу пријатно и искуство, откритие. Ги гледавме филмовите онлайн. Онлайн на Zoom вака ни беа и средбите кога разговаравме за наградите. И беше навистина интересно и откритие. Ни недостасува се разбира во жива форма. Јас сум малку стара школа, верувам дека филмовите треба во кино да се гледаат. Ама и тоа и ова беше мислам добро, не еднакво добро, но добро и корисно. Да, подобро нешто отколку ништо, нели? Апсолутно, да. Да, исто така и Берлин сега има еден хибриден начин како ќе ги жирира еве на почетокот филмовите. Имено тие поканија жирито и тие сами ќе ги гледаат филмовите во салата и потоа ќе одлучуваат нели за наградите. Да, тоа е малку необичен начин, ама изгледа и недостасува значи да се направи настан. И затоа они решија да ги поканат во жирито се всушност поранешни добитници на Златната мечка, значи победници на Берлинале, кои што ќе дојдат и неколку дена ќе поминат во киносала и ќе ги гледаат филмовите во официјалната селекција за Златна мечка.
и така ќе го изберат всушност победникот. Така што победникот ќе се објави, ќе се декларира, ќе се утврди сега во ова издание, а потоа во јуни истата селекција ќе се прикаже во кино со публика. Се разбира, тоа се е под знак прашање, значи сите се надеваме дека така ќе биде и може тоа да се изведе. Да, Канскиот фестивал пак воопшто не се одржа, односно во некоја не хибридна, ама многу мала форма некаква. Канскиот фестивал најде една, бидејќи тоа беше минатата година, Канскиот фестивал по традиција е во мај и минатата година тоа беше баш во фокусот на пандемијата, кога беше многу тешко, не можеше ни да се патува, беа локдауни во цела Европа. И затоа они решија да направат една поширока селекција на филмови и на сите да им дадат брендинг дека биле во селекцијата на фестивалот. Така што, да речеме, овој до после уште една тура на Томас Винтерберг, кој што освои Европски Оскар на елиминатата година и кој што е оваа година дански кандидат за Оскар со Мадс Микелсен. Он беше селектиран во таа канска селекција и после се договорија 3 фестивали, Венеција, Торонто и Сан Себастијан, дел од селекцијата што има брендинг во Кан, да биде исто така рамноправен учесник во селекциите за награди на овие 3 фестивали. И тоа беше еден вид солидарност, бидејќи па и тешко беше да се склопи таа селекција тогаш, филмовите беа тие. И сега за оваа година ќе видиме како ќе биде со продукцијата воопшто. Јас сега во Ротердам слушнав едно интервју со Мадс Микелсен, кој што во моментов снима во Холивуд, го снима Fantastic Beasts, тоа е еден студиски филм, продолжение, и вика, бидејќи станува збор за студиски филм, кој што е со голем буџет, може да се дозволи студијата секој ден да ги тестира сите, значи не само актерите, туку сите во екипата. Тоа е една фабрика, да тестираш секој ден. И вика, ние сме нон-стоп тестирани секој ден, цело време сме со маски, ги вадиме само кога ја снимаме сцената и потоа веднаш ги ставаме и вика, се претпоставувам дека ќе имам многу помалку филмови со бакнување и гушкање оваа година, па тоа сакав да тоа сакав да те прашам, Марина, како ќе влијае цела оваа пандемија, бидејќи што се однесува на фестивалите, практично веќе нивните втори изданија од кога започна пандемијата се веќе во некакви поинакви околности. Значи, и воопшто на филмската индустрија ќе има ли ова некакви последици? Без друго дека ќе има, но дали имаше некои сознанија како би можело тоа да се развива? Дали ќе се намалат буџетите? Еве велиш, сцените со бакнување и со љубовните сцени нели ќе се намалат и така натаму. Како ќе влијае се тоа? Дека ќе влијае известно, затоа што не се сите, значи Холивуд е еден дел од продукцијата, авторските филмови и секаде во светот не може да се допуштат толкави буџети да тестираат секој ден. И ќе наоѓаат веројатно креативни начини, дали ќе бидат цела екипа во карантин сите заедно цело време, претходно тестирани, па ќе се тестираат на една недела или така, затоа што еден човек да е позитивен макар, тоа ќе значи прекина работата за 2 недели. Нема буџет што може тоа да го издржи тој ризик. Претпоставувам дека ќе се наоѓаат креативни начини. Еве кај нас веќе се снимија неколку филмови, долги и кратки. Додуша тоа беше сега се снима еден краток филм на Марија Апческа, значи во овој период од неколку дена. Долгометражните се снимаа летово и тоа беше, да речеме, олеснителна околност, бидејќи беше времето поинакво, кризата имаше благо опаѓање на тој бран, така што може да се каже дека ете они издржаа, добро сработија. Сега како тоа ќе се одрази де факто на тоа како ќе изгледа филмот, веројатно ќе има последици, значи можеби нема да има такви блискости, тие блискости ќе се решаваат на многу поинаков начин.
тоа ќе треба продукцијата да одлучи како ќе го намали ризикот од евентуално заразување и ширење на заразата. Но уметност е тоа, па Да. верувам дека ќе се снајдат и дека ќе излезе нешто ново интересно од ова. Не сум јас песимист, јас верувам дека крајно креативноста на крајот секогаш излегува со нешто ново и корисно, интересно и убаво. Така е, да завршиме со овие зборови на оптимизам, како што велиш, уметноста ќе изнајде своји креативни начини. Ти благодарам многу што се вклучи во денешниот утрински брифинг, ќе се слушнеме пак во некоја друга прилика.